По 7 дена молки почит кон жртвите и семејствата на повредените опозицијските партии од денеска со низа прашања, поврзани со истрагата за пожарот во Кочани. Од СДСМ обвинуваат за селективна истрага и прашуваат зошто помеѓу осомничените не е актуелното раководство на полицијата во Штип и Кочани. Дали е точно дека ниеден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага? И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должност и овластување да реагираат, но не го сториле тоа? СДСМ покажа дека за нив нема ништо свето во звраќаат од ВМРО-ДПМН. Темелна истрага спроведуваат обвинители избрани токму од СДСМ и ДУИ, а сега, за разлика од претходните трагедии, одговорноста ќе има име и презиме. СДС прашува зошто не се притворени началници, командири, инспектори. Ова не е судење со толп. Правдата не е циркус, туку процес. Притвор се одредува со докази и правни основи, а не со притисоци од партиски штабови. Главната дилема е зошто истото судство, истото обвинителство, создадено во времето на СДС и ДУИ, денес работи се по голема посветеност. Молкот заврши и за Кочани мора да се зборува, велат и од ДУИ, од каде прашуваат зошто сите надлежни институции, иако знаеле дека дискотеката работи незаконски, не реагирале на време. Од првиот момент на трагедијата додека пожарот се уште не беше изгаснат, додека граѓаните во шок бара одговори и надеж, гледавме како врвот на власт, наместо да сочувствува, започна политичка хајка. Наместо со информации излегува со обвинувања, наместо со смиреност, со закани, се впери прстот кон другиот, кон минатото, кон тие што не се дел од нив. Без да почекаат факти ја активираа машиneријата за префрлање вина. Се конструираше приказна според која лиценцата на дискотеката, дадена години предходно за кабаре, стануваше основа за апсење на поранешен министер, со лисици, камери, насловни страници, стои во соопштението на ДУИ. Низа системски пропусти доведоа до трагедијата, обвинуваат и од левица, од каде бараат одговорност на највисоко ниво. Од пропустите во јавниот ред и мир, како само дел од многу пропусти, пратеничката група на левица бара од министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, да поднесе оставка во наредните 7 дена. По истекот на 7 дена, пратеничката група на левица ќе поднесе интерпелација за министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, во Собранието на Република Македонија. Од почит кон загинатите во Кочани, Собранието ги откажа сите активности предвидени за оваа недела. Ова било договорено на утринската координација кај спикерот Гаши. Откажа на редовниот брифинг со новинарите, а нема да се одржи ниту редовната седница за пратенички прашања. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.